Изборното фудбалско лето кај нас исполнето со настапите на македонските клубови на европска сцена, но секако и случувањата во Фудбалската федерација на Македонија се одлична тема за разговор со еден од најименитните фудбалски стручњаци кај нас, Ѓорго Хаџиевски, поранешен селектор на фудбалската репрезентација, тренер на Вардар и на уште некои други домашни клубови. Добар ден, добро дојдовте во новото издание на екипа ТВ. Се гледате ли повеќе како потенцијален тренер на Вардар или повеќе ве предизвикува испразнетите позиции во Фудбалската федерација? Да ви кажам истина, што се десува до мене, јас секојаш сум сакал да работам во Македонија. Значи, Вардар или репрезентација, две места каде што сум се осетил како свој на домашен терен, повеќе во Вардар, зашто подолго време сум бил. Меѓутоа и во репрезентација, првите 2 години после отцепувањето од Југославија, па после 4 години, значи 6 години бев јако ангажиран во создавање на нови фудбалери, на нова репрезентација, на една атмосфера која навистина беше тогаш позитивна со полни стадиони. Меѓутоа, времењето се менуваат, има многу нови моменти, други луѓе, поинакви сваќања и некако сега е модерно да не се ценат некои што многу знаат во фудбал, што имат богато искуство. На сите раководители полесно им е да има некој така лесен, некој послушен тренер кој што лесно ги прифаќа сите идеи нивни. И од таму мислам дека тешко се наоѓа место за такви искусни, не е само тука, и на други места се случува такви работи, макар во Македонија. Меѓутоа затоа и многу пати фудбалот тапка. Да не бидам нескромен, да не кажам не заради тоа што не сум јас, меѓутоа кога некој не ја знае оваа тематика, една е работа да организираш подобри услови, да правиш план за инфраструктура или за, речеме, некоја долгорочна концепција, дури и со стабилна финансиска конструкција, а друго е да создаваш фудбал. Ако било лесно, да знаете дека во фудбалот има милиони познати фудбалери кои никогаш не може да тренери, затоа што таа професија пара личност која што ќе биде и талентирана за да работа. Личност која може да се бори со многу сегменти што се надвор. Што фудбалски денес не е само да бидеш тренер, да излезеш да го направиш тренинг. Ти мораш да одговориш на реакциите нормално, логички, да бидеш прифатлив за средината, да ги задоволиш нивните барања, а да бидеш да останеш свој со свој интегритет. Викам, малку луѓе може да одговорат такви прашања, малку луѓе може да одговорат на притисоци, малку луѓе имаат со етика која ќе се коси со личниот интерес, финансиски, ќе кажат не, повеќе сум ја за моето достоинство, колку за овој финансиската добивка во одреден момент. И заради тоа сакам да кажам дека тешко во нашите услови се наоѓа можност да се покопат тие работи. Како го оценувате, како го гледате оно што се случува во Вардар во последниот период, особено во елиминацијата од европските купови, која беше експресна ова лето, за разлика од минатата сезона, пак кога Вардар го направи најголемиот и историски успех до сега? Точно. Тоа е и овој, како да кажам, главната тема на разговор. Зошто за година дена, од наската година кога Вардар победи со Факче, ни влезе во групната фаза на Лига на Европа, до годинава е огромен пат. Значи, веројатно многу работи се случија во смисол на организација на клубот, во смисол на Или само тоа на повеќе од јасно што е намалување на буџетот. Да, најверојатно. Заради тоа и немаше така силни трансфери. Значи Вардар се определи на помнат кадар, на млади играчи, на формирање
меѓутоа тоа треба се совпадни со искуство на некој што создал, што прави. Значи, кога зборуваме за таква стратегија, тогаш тие млади играчи треба да бидат водени од некој кој што има позади себе створено фудбалери, генерации, стил на игра и така натаму. Многу е рано да зборуваме за новата сезона, што Вардар не би сакал да бидам сега, како да кажем, прогнозер и да речем лошо се пише. Меѓутоа стартот на сезоната сигурно дека не оди во Вардар, не ветува, заради тоа што Вардар имаше подготовка, имаше планински натпревари. Значи, натпревариве со Пионик не се први во сезоната. Значи, колку толку требаше да се има некоја проценка за можностите и така да се представи на јавноста. Тоа ше помалку боли. Може да сте наутат, може да не, меѓутоа кога се бираат тренери, треба се бираат наменски. Значи, дали ти треба тренер кој што треба да дојде во една формирана екипа, искусна екипа, како беше ланската година, и некој кој што може да ги изменеджира тимот, да направи јака мотивација, да направи атмосфера низ Скопје, низ градот во кој Вардар живее, па и пошироко во Македонија, да покрени атмосфера, поголем број на публика, мотиватор некој, или ако не е таква ситуација, ако Вардар нема таков тим, тогаш ќе кажам уште еднаш, треба тренер кој што има позади себе нешто направено. Значи ние зборуваме за архитектура во Велов сега, не можете вие да му дадете на инвеститорите да му дадат на главен објект на некој кој што нема создадено, нема направено ни еден објект во градот. Или на некој кој што има најдобрите објекти направено во градот, па не му се дава. Значи исто е кај нас во фудбал. Ако не е од Македонија, може да биде од надвор, али да биде некој кој што создавал, не тренер кој што ќе дојде, овде треба да знаат тој дека не е лесно да дојде човек од надвор и да дали е во репрезентација или во Вардар, и лесно да направи резултат. Се работи за институции и репрезентација на Македонија, фудбалска, и Вардар се институции, тоа се големи имиња, имат, речеме, позади репрезентација стои цела држава, позади Вардар стои историјата, стои традицијата и така натаму. Да не биде дека само Вардар лошо помина и останатите клубови на европска сцена изминатиот период не помина славно, елиминирани се и Шкопје и Вутички. Шкендија мина натаму, меѓутоа имаше една неславна епизода во реваншот, стартната квалификацијска рунда. На што се должи ова? Секој лето ги зборуваме овие истите работи, кога нашите екипи се елиминирани многу рано со исклучок на Вардарите минатата сезона или понекогаш Шкендија, меѓутоа повторно застануваме на она почетна скала. Значи, за сите оние кои што не се длабоко инволвирани во фудбал, кои што не создаваат, кои што немат проценка подобра од другите, што може да се случи? Мерило треба да биде една екипа во која има одреден потенцијал и колку тој потенцијал обеќава за прогрес. Значи, вие може да видите, значи, години во македонски фудбал не се ствара генерација. Сите работат во млади категории, имаат школи, има многу приватни школи, и сите викат работат. Ево, земат методологија од современ фудбал, од големи екипи, не знам многу таму, меѓутоа, едноставно не знаат да создават. Не знаат да направат генерација. Еден играч, два во било која генерација ќе излези и сам врз на неговиот талент или неговата упорност. Меѓутоа да создадеш генерација која што утре треба да донеси и резултат. Треба да знаеш. Сега Шкендија е да речеме во шанса, помина први тур, што втори не го одига добро. Меѓутоа луѓето вложуваат, веќе четврта, петта година, ланската година нема ја преклај, меѓутоа изминатото првенство убедливо станаа прваци. Значи
дај Боже да прават уште поголеми резултати, али пак ќе кажам уште еднаш, ако се лепат како лепенки некои играчи со различни карактери, со хетероген состав на играчи од повеќе страни кои што не дишат меѓу себе, тешко ќе се направи некој поголем успех, како што очекуваме. Да го затвориме кругот на клубски фудбал, исклучително е интересно оно што се случува во Фудбалската федерација и јавна тајна се или повеќе не се ниту тајна сите табори, сите желби за влегување во Фудбалската федерација. Па тоа е тоа што во овој контекст како што зборував за клубски фудбал ќе кажам. Не заборавам дека и политиката секогаш е силно инволвирана во останувањето на такви значајни позиции. Политиката и да не сака самите луѓе и повеќето кандидати, јас не сакам да кажам сите, али повеќето кандидати наоѓаат канали како да се доближат до политиката, затоа што е единствениот начин да дојдат до таква позиција. Ако ти имат способност, ако имат квалитет, значи ти кога имаш резултати како клубски тренер, сигурно дека ќе те побара тебе и Македонија е жедна да турни некој нов производ, некој нов тренер кој што излегува, надоаѓа, има перспектива. Значи, тие сами бараат канали, се инволвираат политиката со врски, со пикања, со ваму, со таму, а јас сакам да кажам, значи, може ли на друг начин да сепак да се постигне? Возможно ли е? Кажете ми сега, јас да пуштам CV-то моје во Реал Мадрид да речам, сакам да сум тренер на Реал Мадрид. Што ќе да мислат луѓето за мене? Ево да не речем да Реал Мадрид, да речем во Валенсија или во Севиља. Треба да си го најдеш место, треба да знаеш какви се своите можности. Значи јас од анонимус да барам да сум председател на Фудбалска федерација, нескромно е. И јавноста така треба да го цени. А овде ќе нас знаете, да се појави некој кој што досе, ама во улицата негова не го слушнал никој, да се појави за председател и да анализира дека овој можда може, можда не. Значи, кај нас е потребни критериуми за водење на клубов, на федерација, поготово за федерација, за избор на стручни кадри, не само за председател на федерација, туку и поголемиот број на луѓе што се внатре, кои што никош не доаѓале на фудбал, кои што никош не го следеле фудбал, а сега земат бенефити од Фудбалска федерација, ја шетат како водачи на федерација низ светот, ја представуваат, што да представат тие кога никој жив не ги знае, нити може да понудат некој дете од животот свој во кој учествувале тие фудбалора. И сето тоа се гледа во Македонија како нормално, додека нема меѓу спортските сојузи, меѓу новинарите, еден малце по-строг критериум за избор на овие лица, ќе тапкаме ние. Стално ќе се случуваат некои такви луѓе кои што ќе влезат, ќе се види дека и се само се менуваат. Овој начин добро ќе осмене, ќе земе овој ќе осмене. Генералната политика сепак ја одредува Фудбалската федерација. Каков е идеалниот, можеби не може да се каже, меѓутоа профилот најдобар на кандидат за председател? Значи треба да е фудбалско име, треба да е авторитет, треба да е човек за таква позиција, на такви можности во федерација, кој што не е измукан, нема афери подле себе, нема гафи подле себе. Чисте, а докажано. Не може да е анонимус, кој што никој не го познава, зашто не е работа да ти да ги распределуваш парите што ќе ги дадат тебе. Ти треба да ги направиш тие пари уште поголеми. Ако ти имаш добри проекти, ако си ти студиозен, ако си ти нормален да комуницираш со цела фудбалска јавност во Македонија како што треба да те поддржи. Да одиш обавезно 2 пати неделно, 3 пати да во други места да видиш во каква состојба се наоѓа фудбал. На терен, не во канцеларија, на терен да видиш во тие центри што се работи. Дали има таму фудбалска атмосфера? Дали може да се поможи на тие центри како Фудбалска федерација со таков голем буџет да тие уште бидат подобри? Че тебе не ти е целта Фудбалска федерација да ги земеш пари на клубовите. Ти треба да им даваш, тоа што сега. Ти треба да најдеш начин, треба да им помогнеш како да имат да помош од други спонзори или генерален спонзор на лига која што никој се змеја на Лига во Македонија, кој што може исто така додатно да ги зголеми буџетите на клубовите со донесување на
Ако имаш, викам уште еднаш јаки проекти, добри проекти, УЕФА тебе вака, јас сум бил 10 години и председател на тренерска организација, бев и на Југославија последните 2 години, и во Македонија, и селектор, значи сум одел на многу симпозиуми. Ти ако си поинтелигентен малку и проактивен, верувајте, ти со душа сака да помогне, ти сака да помогне. И би помогнали многу. Проектите има се реални. А сега ние зборуваме. Значи во Македонија направена е сала, не знам, се направени 4-5 терени. До 4-5 терени се во Фудбалска федерација направени. Ами во Македонија Битола и Прилеп, два во поголемите спортски центра, се рушени. Прилеп е руина, Битола направија терен и, значи, кога се прави проект, не може одговорност само да ја земи, да се преферни на градот. На градот беше дело да направи трибината, а наш беше теренот. Па, види, јас како Фудбалска федерација губам ако таму не се игра фудбал. Тука не се работи се кој е крив. Се работи дека јас како федерација губам. Јас немам можност да имам поголем ефект, поголем број на гледачи, подобри услови таму на стадионот. Подобра работа на играчите, поголем избор на репрезентативци. Сите овие работи се многу битни. Човек кој ќе доаѓа на чело на федерација да може да ги знае. И ако си авторитет, не само во Македонија, и малце понадвор, ако те зна надвор, тогаш ќе ги помогнеш буџетот само да се зголемува, а не да се празни.